Некои бебиња не го ни чувствуваат никнувањето на првите запчиња, додека други имаат проблеми со недели. Во просек првите запчиња се појавуваат на 6 до 8 месеци, но кај некои бебиња може да се појават и на 4 месеци или пак на 1 година. Како што нема посебен образец кога ќе никне првото запче, така не може да знаете колку ќе ги боли и како ќе го поднесат тоа. Понекогаш кај бебињата пред неколку седмици се гледа дека никнува запче, затоа што на тоа место се појавува црвенило, па дури местото е малку подигнато, додека кај други деца нема никакви знаци, додека не видите дека никнало запче, велат лекарите. Меѓу најчестите симптоми при излегување на заби кај бебињата се лигавење, кашлање, гризење и џвакање, благо покачена температура. Никнувањето на првите запчиња е индивидуално. Некои дечиња вадат заби на 4 месечна возраст, некои дечиња вадат на 9-10 месечна возраст. Секогаш е тоа препратено со повеќе лигавање, ставање на предмети во устата, триење поради чешање на непцето. И секако кога се ставаат такви предмети во уста, многу почесто се внесуваат и микроорганизми од околината, па имате и настинки пропратни. Самото вадење на заби е физиолошка појава, така што немаме никој лек. Би советувале гризење на оние малечки гумени, торпалчиња, чешачи за непцата што се продаваат во апотеките. Многу од родителите мислат дека покачената температура кај децата е од вадењето заби, но лекарите велат дека покачената температура не е својствена за појавата на забите. Исто така температурата не е својствена за појавата на забите. Може да биде покачена благо до кај 37,5-6, меѓутоа никогаш не е вадењето на заби пратено со 39, да речеме, температура. Тоа е нешто што младите мајки чисто прашуваат дали температурата е од забите. Температурата до 37,5 не е може да биде од забите, меѓутоа секоја температура на 38,5 треба да бареме некоја друго жариште, некоја инфекција во прашање. За жал не постојат многу работи со кои можете да му помогнете на бебето, но тоа е еден период и процес низ кој сите сме поминале, па така ќе помине и вашето бебе, советуваат лекарите. Од голема помош ќе биде ако му дадете гумени играчки за гризење. Постојат играчки со ова намена исполнети со вода, кои може да се разладуваат и да бидат од голема помош. Можете да му дадете да гриза крпче натопено со разладена вода. Доколку на бебето веќе му давате храна, можете да му дадете малку ладен јогурт или друга малку разладена храна, например разладено пасирано овошје. Во леснување на болката може да биде од голема помош иако со чист прст нежно но цврсто му ги масирате непцата, советуваат лекарите.